Зборуваме на тема која што е актуелна во летниот период и треба да ја посветиме малку повеќе внимание, а тоа е да ги почитуваме правилата и прописите во сообраќајот, со оглед на тоа дека на вистина се многу високи температурите. Од Министерството за внатрешни работи статистиката покажува дека имаме тренд на намалување во изминатите 3 години, околу 120 жртви во сообраќајните незгоди. Според сите анализи, убедливо најголемата причина за сообраќајните несреќи е брзото возење, над 60%, а просечно имаме околу 250.000 казни годишно. На оваа тема со нашиот, јас ќе кажав колега, да и колега, но и драг соработник Дејан Андоновиќ, портпаролот на Републичкиот совет за безбедност при сообраќајот. Нема да ми замериш затоа што прво реков во прв ред колега. Па колеги сме. Па колеги сме, да. И новинар си секогаш. Да, секогаш. А јас сум и активен новинар, така да. Да, за цел живот. Дејан, како портпарол на Републичкиот совет за безбедност при сообраќајот, ги имате информациите, ги имате бројките. Само пред неколку дена, може да кажеме дека бележавме и црн биланс од сообраќајните незгоди. Изминатите 2 месеци ни се зголемени сообраќајките, а билтенот на МВР вели дека имаме намалување на трендот, веројатно годишно гледано. Летниот период немаме, да, ни годишно морам да те поправам сега за волја на вистината, јас со години велам имаме намалување и точно. Од кога почнаа да се водат овие статистики на годишно ниво, колку има број на загинати, зборувам за таа статистика, од тамо негде 2010 до минатата година, од 200 годишно загинати се симна до 116 загинати, што се бележеше како некој намалување на бројот на страдани или на загинати во сообраќајки. Велам намалување статистички. Еден живот е трагедија, а не 116. Но за жал, морам да признам дека изминатата година, бидејќи овие статистики се гледаат сега за 2024 ќе имаме во март 2025. Да, ова е за изминатата година, оваа бројка. За 2023 имаме зголемување, значи претходната година имавме 124, па се качи на 127. Сакам да кажам дека колку што се зголемува сообраќајот, бројот на возилата, бројот на учесниците во сообраќајот, крстосници, и сега да не нас влегуваме тука, се држи, да кажеме, има број на настрадани, ризик, и иако трендот е на намалување, повторно почнува мало невнимание да ја покачи таа бројка. Зборувам статистички. Генерално гледано 0 жртви во сообраќај е нешто што треба да бидеме задоволни. Се друго е трагедија. Како ќе го карактеризирате летото како пикот? Поради тоа што ова бројка е за цела година, а само изминативе неколку дена навистина бележиме изголемен број на сообраќајни незгоди и велам жртви од истите. Значи сите ние имаме една традиција да велиме зимно време, зимски услови на учество во сообраќај, пат, не излегувајте магла, снег, дожд и да не зборувам намалена видливост. И секогаш се намалувало важноста на летото. А летото всушност е многу да кажеме, поризично од зимските услови. Зошто? Бидејќи летно време првин зголемена е фреквенцијата на сообраќај. Второ, луѓето одат на одмори и малку се опуштени и не се толку концентрирани. Трето, високите температури медицински гледано полошо влијаат врз психосоматските способности на учесниците во сообраќајот од зимно време. Зошто? Бидејќи зимно време е ладно, може да не одите, ќе се згреете и сето тоа е некако оди под контрола. Ако внимавате на атмосферските услови, не намалувам опасноста, но велам, ако ги споредиме работите, жештината е многу полоша, бидејќи првин, високите температури ја намалуваат способноста на расудување. Колку да имате вие клима уреди во возилата, сите имаме повеќе или помалку, но и таа разлика, знаете, минус, внатре си на некои 18 степени, надворе 40 степени. Трета работа, иако не сум медицинско лице, од општа култура знам, ако вас ви е телесната температура 36 со 5-6, а надвор ви е 40, значи телото има 4 степени поголем притисок врз вашиот организам. И имате проблем, како пешак, како велосипедист, како мотоциклист, како тротинетџија, по ново сега.
сега и како управувач на моторно возило. И четврто, техничката исправност. Возилата во жештина, во високи временски услови не се однесуваат исто као во нормални временски услови. Така да летото и високите температури ние затоа имаме летна кампања секоја година од Републичкиот сојуз за безбедност. Да, за кампањите вродуваат ли тие со плод? Па видите, вродуваат кампањите има за цел да ги потсетат, да досаѓаат, да агитираат, да ги потсетат луѓето да бидат поодговорни во сообраќајот. Јас сегогаш го земам примерот. Да, сите ние знаеме дека не смееме да управуваме моторно возило под дејство на алкохол. И што сега јас зборувам дека не треба, а тој вечерта што го кажу истото, со 2-3 чашки отишол да се врати дома од кафана. Не така само... да кампањите имаат за цел да ги потсетат луѓето на опасностите. Не само алкохолот, додека зборуваме, забележав неколку пати моторциклисти и вие имавте онаа кампања. Вчера имавме, да, за подсетување, за кацига, така. Да, задолжително поседување на кацига. Јас сакам само да ти потенцирам на гледачите. Има 3 сообраќајни животно загрозувачки прекршоци, зборувам опасни, зашто нема толеранција. Тоа е алкохол, возење под дејство на алкохол, возење со неприлагодена брзина и непочитување на правилата и прописите. По тие непочитување на правила и прописи би ги ставили мотоциклистите со кацига. Добро, ајде сега тука веднаш дали ќе ги ставите и оние со електричните тротинети? Па за жал тие се Јас не знам тие колку не се носат обврзани, кацига. ама не се обврзани. Велосипедистите и луѓето кои возат тротинети, им се препорачува да возат, се зборуваше дека ќе им се воведе и можеби ќе се воведе, но сега колку што ја знам, бидејќи морам да се оградам институцијата која јас ја представувам, не се занимава со законски одредби. Се уште нема заедничка правна регулатива во Европа, која ние следиме, да има унифицирано околу некако тротинетите као ново превозно средство кое веќе не е ново. Не е ново, ново е. Само брзо оди времето кај нас. Секој втор оди на работната место. Проблемот е што нема за жал е многу млади. Нема унифицираност во правилата. Некаде старосната граница во Франција е 13, во Холандија е 14, ние сме во 14. Некаде 25 км на час. Некаде, ме разбирате, немаат уште унифицирано на ниво на Европска унија, а ние пошто нели ги следиме тие трендови, да, ги следиме трендовите, ако сме веќе кога зборуваме за трендовите за сообраќајната култура, за внимание во сообраќајот, постојано алудираме на возачите. Алудиравме сега и како учесници во сообраќајот на мотоциклисти, електрични тротинети, велосипеди и така натаму. Зошто не ги спомнуваме пешаците? Зошто не ги спомнуваме колку тие ги почитуваат правилата? Дали поминуваат улица на обележено место? Ние сме сите првим пешаци, а се подоцна. Апсолутно, да. Дај малку внимание на нив. Дајте да зборуваме и за нив. Па јас при секој гостување, кај што сум гостувал, го кажам тоа. Пешаците се најмасовна категорија на учесници во сообраќај и најнедисциплинирана. Зошто? Бидејќи мислат дека можат, дека тие не подлегнуваат под правила и прописи. Па вели, па ќе застане нормално возилото, јас сум пешак. И ќе претрчам. Ќе претрчам, јас сум пешак. Да. Можам да преминам, јас сум пешак. Не. И пешаците се подлегнуваат под законски санкции, правила. Па колку пати сме слушнале во приватни разговори, замисли ме казнија, преминав улица, као да е тоа нешто сега те казниле, тебе Господ, неверојатно. Ќе зборуваме ли за сообраќајна култура некогаш кај нас? Институциите оставаат ли простор, ги споминавме на КУСО, вие како Републички совет за безбедност при сообраќајот активно работите за подигнување на свеста, но има и други чинители. Заедничко за сите овие категории на учесници во сообраќај што ги почнавме, вие ме прашавте, и пешаците и овие тротинетџиите, морам така да ги наречам, е подигнување на јавна свест и сообраќајна култура. Да, ти законски не си обврзан да носиш заштитна кацига, но ако размислиш малце подобро, што те кошта да земаш да ја возиш, бидејќи при евентуален удар може глава да те спаси. Рефлектирачки оној елек ноќно време. Да. Законски си обврзан веќе тука. Тука се веќе законски обврзани, тој што се движат од нели Зајдисонце до Изгрејсонце.
Добро. Но колку носат, дури и не се не казнуваат. Тоа сакав да Тоа е репликирам. собрекана култура. Колку носат и колку се казнуваат. Тоа е јавна свест и собрекана култура, зашто ја зборам многу ми замеруваат, ама тоа е све општо. Не е општо. Јавна свест и собрекана култура не можеш законски да ја воведеш. Можам да те казнам и ти да продолжиш повторно. Па може да не те види утре полиција и да кажеш еве јас направив нешто. Но свеста и собреканата култура е да ја сега се направив едно пиво и не возам. Ама со едно пиво не ништо не ми. Дејан, не е проблем. само на куса имам уште една минута до вестите. Дали сметате дека казните можеби треба да бидат поригорозни и да бидат повисоки можеби? Ма не можеме само да се казнуваме, мора да подигнеме свеста. Има казни... Па така да ја подигнем. Како еден начин да казнико по джеб за да почувствува. Казните може да направат и контраефект. Јас повторно ќе кажам, една комбинација меѓу репресивни и превентивни мерки. Репресивни мерки за оние страшни прекршоци. Тоа се повторно ќе кажам. Неприлагодена брзина, значи брзо возење. Ако е 50 км на час во град, не можете 60 да возите, а никој не вози 50, да не се лажеме. И за тоа треба ригорозна казна, поминување на црвено, значи непочитување на правила и прописи и возење под дејство на алкохол. Тука толеранција нема. Сега овие другиве може да има превентивни у смисол да бидете опоменати доколку ви е прв пат, доколку се случило како што се случило. Но генерално мислам дека луѓето не треба да живеат од аспект дали некој ќе ги види и дали некој ќе ги казни. Туку треба самите кога ќе влезат зад воланот, независно каков е воланот, дали е тркалезен или е гидан волан, да се подигне свеста и да биде. И ако е празна улицата, повторно возите 50, немојте возите 60, затоа што свеста вели, ако сте прочитале дека за 10 километри побрзо, 35 метри е запирниот праг, не дај Боже ако закочите. Значи 35 метра подолго можете да лизгате. Тоа е јавната свест. Јавната свест е да ги почитувате правилата и прописите. Ако е 50, 50 на час. Јавна свест е да не пиете кога возите или да не возите кога пиете. Тоа е кога ќе се подигне таа собраќајна култура кај сите нас. Ќе зборуваме за култура или во превод за крај, не го прави она на некој што не кеш да ти го прават. Значи немој да може така да завршиме. Свириш, да претицуваш и тоа е собраќајна култура. Дејан, благодарам за гостувањето.